Магијата на златниот град е во неговата ѕвездена аура. Едноставно грее, како греано вино, пријателска преградка и мелем песна. Струмица ги собрала сите убавини во струмичкото поле, кои блескаат на белината на денот, како милје од монистра. Овде раскошот тече уште од водопадите на Беласица, а над него бдеат царевите кули. Меѓу нив се сплеле архитектурата, архаиката и екзотиката, со се сите примеси на новото време. Овде растат палми и жени со митска убавина. Модерна е, светска и духовно силна, со исклучително ретки светилишта. Нејзиното злато се гласовите, грлата на нејзините распеани звезди, кои во ноките ја прават звездена. Струма, струмка, бисер, грозд, пипер, ајвар, мастика, кикиритки. Радост, шарм и пречек вреден милион. Затоа што најубава е кога е празнична и распеана, како во овој убав декемвриски ден. Музиката за некој е љубов, за други е мелем за душата. За моите денешни соговорници таа е живот. Во градот под царевите кули, звездениот град, градот на убавата струма, својата животна приказна ќе ни ја раскажат Ленче и Горан Кукич. Постои почекај, ангел мој, да ти кажам Добро ве најдов. Добре дојдовте. Браво Горан, Браво, како Сани, си? добро дојде, добро, супер. Добро те најдов. Ленче, да не се почувствува сега Горан непријатно, ама така си изгушкавме ние. По женска линија? Да. Добро, па и ние ја даваме светлината. Искрено да ви кажам, кога ве видов од таму насмеани, малку сонце, сега значи топло ми е како да е август, а не декември. Така е. Фала ви многу што одвоивте време и нели не одбивте да се дружиме. Уште подраго ми е што сме во вашиот роден град и што ќе раскажеме една убава приказна. Јас така кажав и во најавата. Така е. Значи ние Струмица е мало градче, личи на Лондон, во него има 300 чуда, па и ловен дом. Во некоја песна ваша? Песна стара не е наша, ама Не, ама струмичка. Струмичка? Да. Па сега Тоа значи дека супер ќе се осеќате во струмица. Не се сомневам, ќе се повторам уште еднаш, ве видов така насмеани, она старата вели по утрото денот се познава, промашување немаме, така? Нема. Почнуваме во Струмица на улица, до душа ние сме во паркче сега. Да, еве вака во моментот се наоѓаме во паркот во Струмица, кој значи некако едно убаво место за рекреација, за шетање, па дури и првите средби на љубов може да кажам дека се одржуваат така вака, тука првите погледи во ова романтично место, но прекрасно ние сме во моментот во паркот во Струмица на местото Езерци. Чекај, нема врти сега. Ај да те прашам тебе, Горан, спомна романтика, парк, вода, езеро. Тука ли ви беше првата средба? Затоа што знам дека некаде на отворено се среднавте, Во ама Струмица на улица. ама овде Ама негде се во паркот, овие некои Малку понагоре. Така, Малку понагоре, ама тука, на Струмишкото колесо. така е. кој кого прв забележа? Па мислам дека јас прв ја забележав. Јас. Ти? Да. Може би, јас мислам дека јас. Обично ние машките Што видиш некој детенце момче. Не види, може ти си фрлил око, ама не знаеш дека И Ленче она така фрлила, планирала, и јас Ленче сум така фрлила. планирала. И јас сум фрлила и он фрлила и хоп, нашле се нашла. И И љубов. Љубов. И ете, денес сме заедно. И љубов. И многу сте заедно. Че заедно сте околу 30 години. За вас никогаш немало ниту некои трачеви, може би на почетокот, ама за тоа подоцна ќе зборуваме. Да. Немало трачеви, немало никакви, не знам, приказни, лоши муабети. Како успеавте, луѓе, дајте да дадеме еден рецепт за совршен брак кој трае некако во последно време тоа се помалку го има. Така е, можеби во Само право си. разбирање. Во право си, можеби јас секогаш викам дека
Љубовта е она прва. Ако има во сите сфери, значи во сите работи, ако има љубов, со љубов се прави нешто, тогаш има и успех. Па дури во бракот, значи ако има љубов, има разбирање, има се. Значи тоа е единствениот збор кој што ги одржува и бракот, па дури разните работи за било што ако се. И ако пееш со љубов. Ако не пееш со љубов, луѓето знаат, се осеќа тоа. Некој пат од моја страна, некој пат од на Ленче страната, бидејќи два остри камена не мерат брашно, што велат стари. И ако не попуштаме, некој пат она ми попушта, некој пат јас ќе и попуштам. Колку благичко тоа си го велиме, нели? Тоа е фактички формулата за обстанок. Ке се поделите? Ќе се поделиме. Да, еден. Па добро, да. Толку сме ајде да кажам, посакувани од нашиот народ во Струмица и Струмичката околина, што еве рече, значи сме имали прилики да одиме кај сакаме. Ама сепак се враќаме дома. Еве во последно време, значи се случи тоа да ние земавме куќа во Босилово. Тоа е општина Босилово, тука е на 7-8 километри од Струмица. Значи ги посакуваме и руралните средини. Некако сакаме добро. Да ни живее целото. Бидејќи секогаш сме со народ, работата ни е таква и после работа сакаме мир и тишина, малку релакс, што велиме, нели? Да. И ама да ето испадна таква прилика и се одлучивме на таков и сакаме да кажеме дека стварно и помалите места покрај урбаната Струмица, значи помалите места се убави за живење. Сакав да го спомена ова со Босилово и со куќава таму што сте си ја земале. Да. На времето се зборуваше Горан ја прелажа Ленче, ама излезе дека Ленче го прелажа Горан и си го однесе сега во Босилово, така Ленче? Не беше така. Еве нека каже Горан, да. Значи имавме гласање. Аха. Да. Јас и Иван бевме за, Ленче беше против. Не да останеме во градот. А што ќе ни фали ако одиме на село? Не беше стрикно одлучено Босилово. Ние гледавме и Добрејци, и Градско Балдовци. Значи тука да бидеме во околината на ама да ни е малку помирно. Ама да сме малку кога сакаме мир и тишина. И она беше против. И кога јас и Иван одлучивме, сега ќе вака. Немаше избор. Ама да. Немаше избор. И значи кога го средивме стамбениот простор, се преселивме таму, таа вели признавам. Вели бато на мене. Вика бато, признавам. Јас се осеќам како да сум на гост. Да. Денеска станавме рано, ама кафенцево некако го скокнавме, фативме да работиме. Треба малце да се расумниме. Да одиме некој кафенце да се напиеме. Добре, Јас знам едно место каде што снимавте едно ваше видео. Ако не сум грешка, Илинден се викаше? Да. Да. Кај Батко Ѓорги Гетето. Значи, Бесна, ние бевме стални таму. Тоа ни беше место за собир и после работа, значи, човекот не трпеше, што да ти кажам. Де запај како беше рефренчето? Ката вечер, добра вечер, ме ја накај гетето. Кај да одиш пак ке стасаш, таму среде чаршија. Значи добро. Војко ми дене ја пеевме дует. Значи добро сум истражила јас. Добро си истражила, така е. Одиме кај газда Ѓорги, како го рече? Гете. Одиме да пиеме едно кафенце да се освежиме. А таму ќе ми кажете што треба јас да видам и зошто треба да ја сакаме сите Струмица, така? Во право си. Одиме. И да дојдат да ја видат Струмица сите наши жители на Македонија. Така е, да не видат само. Повелат. Струмица има многу убави места и не покрај ноќниот живот што е фантастичен во Струмица. Познат на секаде. Познат, така. Има и убави историски места кои може да се посетат. Цркви, манастири. Да. Ништо да не бидеме сега само во Струмица на улица, одиме на кафенце, па сигурно и некој диско ќе фатиме нешто.
Урбаната есенција или најстариот дел на градот се згуснува по падините на планината Еленица, а кулминира со контурите на царевите кули. Струмица е пандан на убавицата Струма, која заради љубов ја издала тајната на византиците за неосвоивото Кале, свртените подковици со кои коњаниците ја освоиле тврдината која го чувала градот од трите страни. Оваа велелепна крстосница на клучни антички патишта и звонредна за род и плод станала и расадник на Христовата вера, прераснувајќи во значаен религиозен центар. Манастирите Водоче и Велјуса се сакрален белег на духовниот живот, а комплексот цркви во градот, светите 15 тивериополски маченици, имаат развиен култ кој трае до денес. Овие 15 тивериополски, односно струмички маченици, со своите зборови и чуда, ја ширеле Христовата вера во времето на царот Јулијан Отпадникот, кој ги гонел христијаните. Делата на чудотворците стасале до Солун, па тамошните управници дојдоа во Тивериопол и ги погубија. Нивните мошти се покажаа чудотворни. Подоцна бугарските цареви Михаил и Симеон пренесоа дел од моштите во Брегалница и ги положија во црквата што ја изградија во нивна чест. Другиот дел остана во Тивериопол, денешна Струмица. Денеска овој архитектонски уникатен храм е пулсот на градот, меѓу другото и заради празникот 11 декември, со кој отпочнува караванот празници, кои ја прават Струмица волшебно убава. Но секако кога еден град ги има сите атрибути за сите форми на туризам, од манастирски до бањиски, колку што му е широка преградката, толкав треба да биде и нејзиниот капацитет за гости. А Струмица го има, затоа што е богата и во тој дел. Кафето овде може да се испие на секој агол. Може да ја шетате, оценувате, дегустирате и на крајот ќе остане дека топлината ја даваат пречекот љубезноста и домакините. Кафето во хотел Илинден ги стопли гласовите кои продолжија и понатаму да шират песна. Сами? Таман да прашам, каде ме донесовте? Се изненади каде те донесовме, нели? Винарија Грозд, Струмица. Овде нешто се случувало, така? Јас сакам да кажам дека во овие прекрасни простории снимавме спот, кој што ќе оди се уште не е излезен, значи се спрема и ќе излезе за некое време за гранд продукција. И сакав да ве донесеме во тоа што има, значи добро вино, веќе за мастика и за струмка да не правиме муабет, нели? И за прекрасно вино, туку има едни и прекрасен амбиент. Повелете со една убава чаша вино, на здравје, како беше ова? Налеј, 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 ме анџике налеј, 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 од рујното вино. Yes! На здравје, Ајде на здравје. Уште еднаш на здравје. Звонот на чашите се раѓа од нивната целивка, а виното се смее со покана на искреност која што во него тлее. Така Блаже Конески ја опеа нашата винарска традиција, која овде во сончева Струмица зрее уште од 1958 година, а стасува во визбите на винаријата Грозд. Карактерот или автентичниот вкус на струмичките лозја и вина го избрусиле релјефот, почвата, климата, боите на сезоните, табиетот на луѓето и овдешната природа, а го култивирала визијата чиј плод е овој вински рај.
Ако некаде има почисто, поуредено и винарски, пософистицирано место од винаријата Грозд, тогаш навистина имаме капацитет за да се мериме со светот. А пак тој, ако сака да ја види убавата страна на Македонија преку Струмица, тогаш нека повели овде, во оазата на грозието или нагости кај брендот Грозд. Неговите звезди во светот на пијалоците се популарната струмка, златната лава која освежува и реже со шмек на крушка и легендарната струмичка мастика за гурманите на алкохолот, а малото винско царство, налик на француско виногорие, оддава впечаток дека најубавата периферија на Струмица е всушност нашиот перфектен модел на рустична македонска Прованса, со спектар на вина за сите виновкусци. Денеска гроздовата еуфорија се точи со вистинската песна, онаа која што најдобро го грее македонското срце. Затоа нека звони. Ме донесовте во вашиот втор дом, така? Може да се каже така е. Така е. Па да ви кажам колку го поминуваме ние времето овде. Па, Многу. кога сме слободни, Да. Ова е а и нашиот кога имаме обврски, тоа е дел од нашиот живот. И како сте поделени? Ти си Горан овде, а Ленче овде? Да, кога треба јас да си пеам песнички таму, кога треба да ме снимуваат. А и обратно? И Па обратно знае кога да? треба Горан таму, ама јас не знам тука, значи ова тука Иван е задолжен, бидејќи еве тоа Горан го работи, може да каже и тој нели одамна, но сега со Иван 22 години. а сега Иван ја 2000 презема истата улога, бидејќи тој е на факултет на дизајн на звук и продукција. Продукција и дизајн на звук. Мене она што ми има оставено впечаток се муабетите на Владко Стефановски, го слушав лично во една ситуација кога Владко рече зошто го избрал Иван заедно со неговиот син Јан да бидат дел од неговиот бенд. Рече дека тој е исклучителен музичар и иако веројатно многубина би рекле зошто Владко земал деца да го придружуваат на настапите, има добра причина и големо оправдание затоа што и двајцата се совршени музичари. Претпоставувам тоа ве прави. Како не? Таквите како зборови не? ве прават многу големи, Ова, така? а плюс значи зборови од стварно вистински човек. Тоа е Владко. Значи, без обзир што Јан е син на Владко, Иван е наш син, али Владко, пример, не би ги зел ако не са добри. Значи, таков виртуоз мора за себе да има Виртуози. Вистински виртуози. кои ги го пратат Баш во така. секој чекор. Ве молам, сакам да видам како изгледа работна атмосфера. Сега не се договоривме за ова воопшто, веројатно ве изненадив, ама навистина сакам да видам како изгледа тоа и мислам да не губиме време. Горан, фаќај се за работа, Ленче, да снимај. фаќај се за Снимај. микрофонот, сакам да видам како изгледате во... Влегувај во кабина. Ете така. Влегувај во И кабина. те молам, биди нежен заради ручеков, гладни сме веќе. Ајде, нема проблем. Ние што викаме по струмички, суакал. 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 Ајде. Одам јас таму се менуваме со местата. Ајде. Ајде. Бато. Поозбилна. Ти се криеш, не ми носиш бели ради, да по крчми негде пиеш, или веќе јас ти досадив. Седум птици ке ти пратам, да ти кажат колку горам, седум свирачи ке патам, ширум порти ке ти отворам. Ова е само за тебе. Мојата омилена. Твојата омилена. Јоване, Јорговане, дали си може би заборавен? Не можам без тебе да заспијам, ајде дојди да те опијам. Јоване, Јорговане, дали
Туку, слушај, јас имам еден предлог. Тебе Ајде. нешто те болеше желудникот. Да, Јас да те носам нешто на едно лекче за желудник. тоа што ти зборував, има струмички лек за желудник. Затоа ми рече Горан немој апче да пиеше, па Како јапчења, не? затоа што навистина имаме долг ден, знам дека имаме уште работа, имаме додуша и Али умеѓу време да одеме на добра струмичка мастика. Има желудникот да ти помине док си рекол ке. не смеам да одбијам, одиме, ајде. Ајде само да исклучам и одиме. Ko biser se naši dani nižu I godine bez patnje i bola Берикет на празнична и блескава Струмица се гордее со својата уникатна гастрономија, која е магнет за секој гурман. Плодовите на оваа расна убавица се крвната слика на нашата земја. Незините деликатеси се амбасадори на најдоброто од Македонија. И тоа е така, затоа што освен што се локални или автохтони, се надополнуваат во уникатниот вкус на регионот. Познатите чушки, френки, во преход пипер патлиџан, се дел од црвената рапсодија на ароми, а ајварот е повеќе од бренд, тој е ремек дело. Блеска, затоа што тајната на најубавиот состав е во маслото бисер. И токму тоа ги забисерува со таа свежа мазна глазура која лизга свети и кани на вкусување. Бисер е закон за секоја трпеза со уникатната сончогледова емулзија. Нема салата, фасулј, струмичка колпита, крашник со прас, пастрмајлија, обична или дроп сарма, турлитава, чалбур, полнета плешка. Сите ратлуци, мезалъци, сладкоти и вкусноти, без седефниот прелив, без украсот. Компанијата Алмакс е уште една струмичка звезда, и тоа голема, затоа што секогаш излегува во пресред со подадена рака кон граѓаните, потребите на регионот и иднината на нашата земја. Не кажувај либе добрано, не оди дома рано ти. Ајде сите. На изгодно време во ноќта, прекрасна е ова ноќ за нас. На изгодно време во ноќта, прекрасна е ова ноќ за нас. Сите спијат, а ние сме сами. Користи, драга ти мене, милувај, бакнувај безкрајно. Волшебна е ноќ за љубење. Милувај, бакнувај безкрајно. Волшебна е ноќ за љубење. Еден прекрасен мајски ден, под кулите на стру
Морам да ви се заблагодарам за прекрасниот ден. Навистина да го нарачував, немаше вака да излезе, а вечерва завршницата, како беше на крајот го краси делото. Краси делото. Изборов на угостителскиот објект ви е совршен. Прв пат сум овде и навистина сум воодушевена. Баш Се ми е надам- мило. Се надам дека и хранава ќе ни биде погодена. Сега гледам има и здрави, помалку здрави работи, ама Па добро се, како велат и телото е гост Па види на се. човекот. Така да? Овде се е здраво. И ајварот, и габичките, И гравчето, и гравчето, и сармичките, немаш што не е пиперките, здраво. сирнето. Нема поздраво од тоа. да си уживаме, нели? Така е. Само морам ова да прашам габичките за печурките, така? Да, Па морам јас да прашам сега, нели учиме ние малку и дијалекти. така е, А ние така е. се забораваме по некој пат, Не, не, малку не, и не. струмички се зборуваме. А, Добро, јас затоа сакам. реков пиперките, иначе кај нас е чушка. Чушките, френките, тоа знам. Бунела, Бунела, да. курем, знам дека е стомак. Струмичкиот јазик, Браво. струмичката азбука има 29 букви. Кои недостасуваат, многу ме интересира. Значи њ, Добро, Или и љ. ги нема. Љубов, коин, ние не бајна, викаме конј, Коин. конј. коин. Да. Многу убава лекција по дијалектологија Да, ни ова сега да, предавање. Се употребува многу и буквата У. Пример, нема огледало, него угледало. Да, ние се викаме огледало. Ордевер, урдевер. Ордевер. Многу ме интересира, вие двајцата сте и сопружници, ама и колеги. Сега, како се снаоѓате, тоест каде се снаоѓате подобро, каде имате помалку кавги по дома или кога сте на работа? И да си признаме ние. Зависи од расположение. Ама кажи дека си неаме ние кавги. Ни дома, ни вонка. Што викаме по струмички, ни вонка, ни дома. Надвор, така. Ама има и над. И кој е поинат? Некој од овде. Чекам да кажа. Некој од овде. Чекам да кажа. Ленче, се изненадив сега. Се шали? Се шали? Не е озбилно. Не е озбилно. Па, така си мислам и јас, да. Не. Паметниот попушта, затоа после ми опагет. Се пожали косава паднала, ама сега или обелела, на што? Значи од мака Па, да ти кажам сега малку и жалко ме пати. се шало. Многу ме интересира кој е подобар од вас двајца во кујната. Тај мајстор. Маестро, Да? Ленче. Јас сум мајсторот во кујната. Не, сега вака. Во дома, значи, кога има расположение за машко готвење, се истакнуваат и Иван и Горан. Значи, Иван што знае да направи еден убав пилешково кари сос, значи, перфектно го И погоди. кнедли, по-добри кнедли, Кнедли за здрави. супа, перфектни. И јас се смеам секој пат, јас ќе пробам. Не е тоа, тоа има некоја магија, нешто ќе направи. Горан прави убаво селско со гавички. И ајвер. Морам да кажам, стварно, ајверот го правиме, значи Мајстор. заедно, ама во мешање, Каде е за мене ајварот денеска? ова. Значи, зошто вака? Мајстор, нема што. Мајсторе, каде Да. е ајварот? Ќе ти пратам за попат. И че не се секириш. Една тегла за попат. Може. Да. Значи, вас дома многу ви ја знам. Многу забавно. Јас имам една песна, И че само да кажем, имам една песна, баш така, почнува да наздравиме за убаво, да наздравиме за берикетно, нека бидат тие наши мисли, мали молитви, Господ за нас ќе ги исполни. Ленче, така сега е. сите ми завидуваат, ти благодарам за ова, навистина. Прекрасна Како песна. рече, за убави моменти, така? Да наздравиме за убаво, за берикетно. Дали може би се каете, еве сега после овие речете 30 20, години. 30, Дали ајде да се кажем каете што отидовте против сите? Јас се сеќавам на времето, иако бев многу мала, се сеќавам имаше разни написи. Ленче од Босилово ја излажал Горан, Елвис Да. Присли од Струмица. Така беше, Така нели? беше. Така беше, точно се Види си во се право. во свое време. Јас и во други наврти, во други емисии, тоа сум го рекла, никогаш досега не сум се покајала за тоа што се случило, нити пожалам никогаш што сум го сретнал овој златен човек и што
Опа, бато. Не знам, Патихме се луѓе како да се едно. напиеме, нели? Како едно. И никогаш не жалам, сум среќна што го родив Иван, значи тоа требало така да биде. Може ова е некој пат од Бога, не знам како да кажам. И сум задоволна до сега, фала на Господ, нели знаеме што поминавме, не знаеме што не чека. Ама никогаш не жалам, ниту сам рекла во ниеден момент што ми требаш. Не. Значи сум благодарна од тоа до сега, сум благодарна што сме заедно, се уште, нели, така да така требало да биде, макар што рече дека некако јас бев многу мала, може би нема верување дека нешто од нас ќе остане или не знам така, но еве, значи никогаш не е доцна за, како да го кажам, се ја прави од збор. Значи вистинската љубов го прави тоа што еве, ние сега. Факт е да сите ние луѓето не сме идеални. Така. И факт е дека не постои идеално нити во бракот, нити во животот, нити општо земено во животот, во работа, во било што. Да. Нема идеалност. Значи се е борба, ама од друга страна и трпение и разбирање. А ако сакаме да обстанеме и да бидеме заедно, мора да бидеме разбирливи едни спрема други, да имаме трпение во моментот. Не ми годи, не ми паше, ама ако го кажам, ќе дојде до куцус. Мислам дека ова го споменавме Варчево, сега не е од тоа вашето, ама ќе го пробам тоа по пат. Да можеме да замезиме, гледам овде струмка, искрено мене струмката ми е еден од омилените пијалоци, можеме да се напиеме. И нам е... Во струмица не може. Знаеш како викат во струмица? Вика 10 кебаб, Добро. значи со никој друг пијалок не оди, туку со струмка. Па да нарачаме 10 тогаш. Струмка победо. Ништо, значи ги пробуваме специјалитетите на ресторанот Шалом, пиеме струмка, малку одмараме и продолжуваме, никогаш не е доцна, така? Тоа ни е следна тема. Да се заблагодариме на персоналот на Шалом, што еве прекрасно не од домаќинија, или како да кажем, не пречека домакински, така. Сега ќе пробам, а следниот пат доаѓам кај вас, вие сега ми направивте финта, место да пробам од вашиве специјалитети овде ме донесовте, ама тоа следниот пат. Не, знаеш кога ќе те земеме, кога ги го правиме. А јас купиш чушки. Нема проблем. Нема проблем. Чушки. Па тука да печеш на ова фурната таму на жешко, тоа не се прави. Не е проблем, за работа не е проблем. Ајде наздравуваме, одмараме, па продолжуваме. Здравје. Вие имате изненадување? Изненадување, ова е специјалитет. Свинско месо со прас, печорки и везена пиперка. Ви благодариме. На здравје, Ви благодариме. Фала. Зимно време. Изненадување вие. Шубове. Зимно време, кога е ладно, видиш овово се крчка Леле. и празот, сега му е времето на празот. Ништо, мора да се проба. Сега, пред да предам на оние музичките желби, морам да ви ја споменам вашата омилена, Сенка и Зафир. Пеевте Да ни се љубиме што... и главата горе. Ајде, сакам да ве слушам кога ми завидуваат, дека ми завидуваат како сте били на тој крај. Леле. Како беше? Дари ми не капната солза, дари ми не сонуван сон, кажи ми еден убав збор, запеј ми не запеам пор, кажи ми еден убав збор, запеј ми не запеам пор. Уште ли? Јас ушивам, Овој, јас ќе продолжив, ама. Јас можам да ве слушам, не уште, до бесконечност. Ќе ги распееме сите во ресторанот. Ако? Леле. Навистина, многу ми е драго што сте ми соговорници денес. Јас во најавата, вие не ја слушнавте Сабајле во најавата, реков дека вие живеете музика и ова ми е сега само доказ, значи со каква љубов вие пеете, со каква љубов се гледате. Ја
Јас веќе не знам што да ве прашувам, дајте пејте затоа што немам прашања веќе. А имам желба. Можам? Може. Да видиме желбата. Мислам дека тебе ќе те погодам сега. Во никогаш Спремај не се е Ленче, доцна. спремај се Ленче. Спремај се Ленче, да. Во никогаш не е доцна, пеевте се. Значи пеевте. Тигуран пееше забавно. Ќе Забавно, може би забавно. оние најубави ex-you балади. Шлагери, да. Така, Тиленче пееше исто, буквално се и што, меѓутоа некако мојот печаток е дека со Катерино Моме го привлече вниманието, значи буквално кон себе и тоа, ако јас не сум грешка, беше по вториот круг. Не, Не, со Катерино Моме го пробив ледот. Тоа беше првата моја Првото беше интерпретација добро, тогаш таму. јас да. Да. И се случи во право се случи нешто чудно. Тоа покажа дека нели оние песни кои што се наши изворни не само што треба да се пеат, туку се навистина на цена. Во име на сето тоа, јас сакам да те потсетам на твоите почетоци и на две твои песни кои што мене ми се многу драги и кога сум со моето друштво секогаш иако не знам да пеам, јас ги пеам, Ленче, признавам. Мора да не пееш и ти вечер, Не, јас ако пеам. Видиме до после. Види, може на плейбек, само ако има. Јас секогаш сакам да ги пеам, ама те молам немој да ме слушаш. Мене твои две омилени песни ми се Јована Јоргована и Гота Ѓорѓија. Ако сакаш двете, сакаш една, по твој избор, мене ќе ми биде задоволство да те чујам која било од нив. Чекај, ај ќе те молам како една по една и трите. И Катерино Моме. Ленче, оставите молам и три да Горан. Ленче, микрофон е ваш. Јас и Ајде Горан на ќе здраве. уживаме. А тек смо почели. А тек смо почели. Не, се шалам. Вака, Катерино Моме, нешто чудо од песна излезе, што и јас признавам дека не очекував да се случи тоа. Но сега ми е, значи, главна песна на сите мои настапи. Значи, некога се случило да ја пеам по повеќе пати и предизвикува едно страшно внимание кај луѓето и сите ја знаат. Значи, се И случува... опасни емоции се стварат. Чудо. И тоа вака, слушателите. сега јас не можам толку дека, нели, вака, тоа е бурна песна со инструменти, но оди вака. Катерино Моме, Катерино, Катерино Моме, Катерино, зошто си толку моме, убава, зошто си толку моме, ги издава. Кога е убава песна е. Сега оставаш на мене, јас да нарачам. Нарачам, Без разлика. Не само на Сега мен. не знам каде можам да... Ај вака, јас ќе ти дадам една песна, а другата нека биде по твој избор, додека пееш размислувај. Бидејќи сме во Струмица, некако логично ми е да ја слушнам во Струмица на улица, иако не сме на улица во моментот. Не знам, ја те погодив или не те погодив со песнава? Не да не погоди. Во Струмица, да не ја знаеш таа песна е срамота. Па дури Срамота. ова другата И под колите на Под Струмица, колите на тоа е Струмица. химната на Да. Струмица. На тебе, значи, или ако Да. сакаш да пееме некоја и забавна, можеш Нема и од везе. Елвис Пресли, бидејќи ти Еве, си, нели, во Струмица така. на улица. Ајде. Ама одам директно таа строфа, да не те влечем са проклет Да не да ме биде... шеташ многу, не А, Да така. не ме шеташ многу по Струмица. Ајде. Во Струмица на улица пред него излего. Грбот ми го сврте и тивко ми рече, јас не те сакам. Јас си заљубив друго либе, заљуби си и ти. Можам да најдам некој. Ќе најдеме после. Струмица има многу убави момчиња.
начин. Па вие денеска, Да се значи, ме разбереме. шетавте натаму наоколу, не го Да. покажате ништо. Значи, ајде, од тука одиме. Ќе видим, така. Така, мислам шегата на страна, јас ти реков размислим, ако размисли, значи слободно кажи ми, меѓутоа јас мислам дека оно што остави според мене печат во настапите, нели, во тоа шоу беше Одисеја. Не знам зошто, меѓутоа мислам дека публиката некако Па и Одисеја, и Волим те, јас ледот го скршив со Волим. А со Одисеја бег во елиминации. И тогаш колегата од Валјево го победив, па влегов, продолжив понатаму. Ај, за инат на колегата од Валјево, иначко рековме ќе пеем македонски песни. Ајде македонски, ќе ви испеем химната на Струмица. Ама Одисеја нема да избегнеш, ќе ја пееш. Аробе, ќе испеем. Како беше, извини, де една строфичка? Една строфичка. Еден прекрасен мајски ден под кулите на Струмица под еден бор еден до друг седеја двајца влюбени под еден бор еден до друг седеја двајца влюбени. Морам да кажам дека престанав да пеам, луѓето ќе викат, ама не го остави човекот да се пее. Викам, ајде си кјута. Пут до славе и богатства, пут до трона, од увек е био исти. Од искона, пут до патла и понора, пут до слома, од увек е био исти. Од искона, нико не зна шта га чека, дан шта носи, свако јуче оставља нам трагу коси. Доба прошло и будуće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. To je jedna istina na životu. И некако со десертов, искрено, место да се радувам, јас се растажив. Обично благото доаѓа на крајот. На крајот, тоа значи. Навистина, да, многу ми е жал што толку ни е времето и јас искрено би седела со вас, ма би си живеела со вас, вака да ми пеете по цел ден. И ќе си правиме и аквариуми, и ајвари, се. Сите финти ќе си ги научиме. Нели? Ама тоа што викаше жално, дека некогаш што ми има почеток, мора да да има и крај. Јас искрено морам да ви признавам дека не сум сретнала луѓе со толку позитивна енергија. Не сум сретнала луѓе кои што толку многу можат да ја пренесат таа позитивна енергија. И навистина денов не ми беше баш убав, ама така ми го направивте добар. Мило Ви ми е. благодарам за тоа. Драго ми е што ете ние нели се познававме така некако површно, меѓутоа си поминавме навистина преубаво и имам чувство како да се знаеме цел живот, како да сме први соседи, ќе речам. Си поминавме преубаво и не знам што да ви кажам, ме доаѓа само да ве гушнам за крај. Фала и на вас и сакам да кажам вратата е секогаш отворена. Значи не само службено. И приватно кога сакате може да повелите и да се дружиме. Доаѓам Не гора само на да ајваро, правиме, доаѓам. не само ајвар да правиме. И вака да се седиме. И како беше по една ракија? По една ракијичка. Ракијичка. И салатичка. И салатичка. А ова се вистинските зборови што нас ни ја даваат ова позитивна енергија. Што го кажа сега? Навистина, мислам, јас
Му кажувам тоа што Да. го чувствувам цел ден, буквално си поминавме преубаво и навистина жалам што не Ќе си се имавме разделиме. уште. Не, нема да се разделиме ние уште малку, ама барем да стиме уште неколку продолженија. Така, ќе се разделиме од гледачите за сега. За сега, така. Освен на вас, ќе им се да благодарам и на моите пријатели Бубе Студио и Бутик Резерв. И што ни останува да не знам, еве доаѓа нова година и испраќам ова 2022 малку беше можеби попозитивна година од оние двете претходни. Така е. Не спомнувај. Една порака од вас за сите гледачи на Мастрав Муаве. Да. Еве јас би кажала пред нас се убави празници и Божик и новата година. И јас од секогаш ги имам овие желби за сите луѓе. Но после ова лош период, сега посакувам навистина само здравје да имаат. Сите здравје, кога имаме здравје, имаме се, не сме свесни што немаме кога не сме здрави и затоа посакувам на сите да бидат полни со здравје и полни со љубов и да шират љубов бидејќи само тоа ни останува со нас. Горан, ти малце кеш додади, таму да завршиме. Ето, живи и здрави, позитивни мисли и нека новата година биде берикетна. Секој Ете го кешот. Ете го кешот. берикетна. Во име на тоа На секој наздравуваме. да му се устварат желбите кои ги сонува. Па и на нас, така? Сонот да стане јаве. На сите, на сите. На Оти здравје. заедно сме јаки. Најаки. Така е. На здравје. На здравје.